Добре дојдовте во процес. Насилството врз жената низ еден драстичен пример на жена која што го изгуби старателството, а децата останаа кај насилникот. За судството и влијанијата врз судиите. За тоа како стојат работите со семејното насилство во државата говорат Јанаки Митровски, адвокат, и Савка Тодоровска, председателка на Националниот совет за родова рамноправност и Националната СОС линија за жртви на родово базирано насилство. Добре дојдовте. Благодарам. Добре ве најдовме. Митровски, ја застапувате жената која што бара се уште правда низ правосудниот систем. Може ли за почеток да ја слушнеме приказната? Вака се работи за личноста, нормално ќе кажам со иницијали личноста ЕА, која е жртва на семено насилство во еден период од мај до јули, континуирано семено насилство. Живее во друг град во внатрешноста. Се работи за се работи за градот Виница, каде што истата полн период била во брак со својот сопруг, од кои имаат две малолетни деца. Се случува период на перманентно семено насилство и тоа не во кривично правна смисла, туку во една поширока смисла, значи психичко малтретирање, создавање на економска зависност кон неа и проследено со континуирано физичко насилство во период од некои 2 месеца, кој кулминира со суров физички напад врз нејзе на ден 21.7.2016 година, пошто не можејќи веќе да ја трпи таквата состојба, истата го напушта домот, уредно го оди прво на лекар, каде што е извршен преглед, констатирани повреди од нападот на 21.7, но и повеќе кратни траги на семено насилство кои се со постар датум, зборуваме, значи за траги од каиш на нозете, за траги од штипење, по целото тело модринки и слично. Настанот е уредно пријавен во полициска станица Виница, пошто побараа правна помош која мере нормално, како што налага законот, им кажав дека имаат две опции за кои се согласија да ги искористат. Првата е да поднесеме барање до судот за да издаде мерки за превенција и заштита од семено насилство согласно истоимениот закон, како и поднесовме кривична пријава поради сторено кривично дело телесна повреда при вршење семено насилство. И јас бев убеден дека судот ќе излезе во пресред, односно ќе ја заштити жртвата, бидејќи имаш уредна медицинска документација, проследено со пријава во полиција. Што се случи? Процесите за мерките за превенција и заштита на семено насилство по закон се итни и мора веднаш да се постапи. За некои 3-4 дена веќе бевме на суд. Судечкиот судија тамошен го сведе записникот од некои 12 страни, на кои 8 страни се говореше за некој наводно нејзино неверство, тотално ирелевантно за мерки за заштита семено насилство. Прво, ако насилникот сметал дека тоа така, има правен механизам да се заштити, се вика развод на брак. Така. За на крај да бидат мерките одбиени од причина што, цитирам, таа го напуштила домот, не била веќе во контакт со насилникот и поради тоа немало потреба од мерки. Тоа се разбира не е во согласно со законот за заштита и превенција и спречување на семено насилство, каде што јасно е дефинирано дека целта на мерките не е само спречување на идно семено насилство, туку отстранување на непосредната опасност, ефикасно делување кон сторителот на семено насилство и така натаму. Да видите трагедијата уште поголема, апелациониот суд во Штип ја одби нашата жалба со образложение, и ова цитирам, дека тоа што поседувала лекарска документација не било доказ дека тоа навистина било така, што го повлекува прашањето па што е доказ за семено насилство ако не е валидна медицинска документација. Жално да се каже, веројатно привилегираноста која уживаат јавните обвинители во нашите постапки доведе до тоа да биде осуден за семено насилство, односно да на тој процес му се даде, на кривичниот процес му се даде должно внимание, каде што успешно го помина тоа обвинение јавниот обвинител, иако крајно несовесно од страна на тамошната одбрана беше и постариот син предлаган како сведок во таа постапка, со присуство како што налага законот за кривична постапка, со детски психијатар, кој јасно пред судот на записник изјави дека смета, негово мислење професионално е дека изјавата на малолетниот син
е дадена подсугестија и дека јасно заклучил од работата со него дека едноставно пренесува тоа што му е сугерирано да каже. За цело време се децата таму, иако имаме кај насилникот, иако поранешно формално се уште не е бидејќи трае постапено, но да. Иако баравме времено видување од Центарот за социјални работи кој одредија време траење, односно во кои термини ќе се видуваат децата, цело време има обструкција од страна на насилникот во смисла на тоа да децата припаднаа кај децата остануваат кај него. Бараме времено решение за видување. Го добиваме. Треба да остварува да речеме секоја недела средби. Средбите се 3 часовни определени, траат 5 минути, од кои 5 минути двете деца го пренесуваат тоа што насилникот им го кажува. Да, повлечеш кривичната пријава, ти сега штата да заврши во затвор и така. Значи, тотално инструирани. Оно што мене ме запрепастува е негрижата на насилникот за децата и за последиците кои им ги остава, кој ги запознал со наводното неверство, без да води грижа за емоционалната болка која ќе ми ја нанесе на своите деца, и сето тоа резултираше што да, особено кај поголемото дете, се создаде таков тип на отпор и на анимозитет. Во меѓувреме, кога пуштивме мерки, барање за мерки, за изрекување мерки, насилникот пушти тужба, поставувам за да убрза постапката пред да заврши кривичната, веднаш пушти тужба за развод. Тужбата за развод се падна кај истата судија, нема да штедам, Даниела Костадинова Тиловска. Не е тоа конспиративна теорија дека се паднала кај неја, едноставно се двајца судии во Виница, да води разводот, и веќе поучен од претходното искуство, нормално немав намера да оставам ништо на случајот. На првото рочиште побарав веднаш да се одреди прекин на разводот, на постапката за развод за брак, се додека правосилно не се реши претходното прашање, тоа да заврши правосилно кривичната постапка, бидејќи секако од влијание во постапка за развод на брак и доделување на деца, дали еден од родителите е или не е правосилно осуден за семено насилство. Се разбира, не бев изненаден кога судиката тоа ми го одби барањето за прибавување на негова крим евиденција, бидејќи друго кривично дело имаше, како и ми го одби барањето да се изврши присмотра и вештачење од страна на детски психијатри кои да се произнесат за прво за родителскиот потенцијал на родителите, второ за тоа дали децата самостојно го градат својот став или го градат под пресија. Се беше тоа одбиено и добивме мислење од Центарот за социјална работа, првичното мислење. Кој е исходот сега? Жената каде е? Жената моментално разделена од своето семејство и нема никаква комуникација, односно е спречена да остварува комуникација со своите деца. Ниту телефонска комуникација не е дозволена и се сведува од страна на насилникот на тоа да наводно децата не сакале да имаат комуникација, што пак не е точно од следниве причини. Значи, како почна процедурата, нас не излезе првото мислење од Центарот за социјални работи, Виница кој не личеше на ништо, значи една страна од која пола страна е вовет, и се држаа на тоа дека желба на децата било да живеат со него. Цело време апелиравме на тоа дека него градат слободно својот став, дека се под манипулација и под пресија. И кога веќе немав како да заштитам правно мојата странка, морав да поднесам приговор и преставка до централата, тука до Министерството за труд и социјална работа. Морам да истакнам дека тогаш на мој изненадување се ангажира малку повеќе и извршија вонреден надзор при што установија една серија недостатоци. Центарот за социјални работи го повлече првичното мислење со образложение дека имало индиции, тогаш им текна дека има индиции дека се врши перманентен притисок врз децата и дека не можат поради тоа да го градат својот став. Судскиот процес Судскиот процес е во фаза на правосилно е осуден за семено насилство, значи он се жалеше на неправосилната присуда, апелација Штипија потврди осудителната присуда, додека процесот за развод на брак заврши со тоа што и покрај тоа што на крај Центарот за социјални работи излезе со мислење дека од интерес на децата, примерно, не на мајката, е ревоспоставување на односот мајка-деца и дека треба да и се додели нејзи, иако имаше осудење за семено насилство без никаква задршка, судика да му ги додели на нему децата, на што јас се жалев. И сега очекуваме да видиме апелација што ќе одлучи. Додека сме уште кај случајот, сте слушнале ли за вакви слични случаи? Болна ли е таа таква процедура во случаите на семејно насилство? Вообичаено, ништо нов случај, често препознатлив
И исто така не ме изненади кога во меѓуопштинскиот центар во Скопје сте го дале предметот по жалба дека поинаку се почнале да се развиваат, така да, тоа е Министерството за труд и социјална работа и центрите за социјална работа по општините, а и меѓуопштинскиот во Скопје припаѓаат под ова министерство. Тоа не е од причина затоа што е изменет законот за едните и за другите, туку едноставно за родово базираното сензибилизирање на институцијата, односно на луѓето кои што се занимаваат со оваа проблематика, што е случајот во меѓуопштинскиот центар за социјална работа, не ги земаме и другите, нели секој пат е индивидуално за луѓето кои што работат и истовремено за постоење на служба за семејно насилство во меѓуопштинскиот. Додека верувам во овој центар каде што вие странката сте ја воделе во Виница, можеби не се ниту родово сензитивни според овова и судиите и луѓето кои што работат во центарот за социјална работа, не познавајќи законот го знаат, но едноставно законот секогаш може да се тумачи и на поинаков начин. Јас може би недостигна пракса е проблемот, помали малата средина па и влијание. Тоа не е никакво оправдание. Роднински пријателски врски. Значи да, ние во Скопје па не само да сите имаме некакви, ако не повеќе, него комшиски релации кои што имаме... Што не треба да имаат влијание. Што не треба. Но за нас е исто така препознатливо и не ретко се случува дека поранешните брачни другари или партнери преку децата сакаат да направат пресметка меѓу себе, не сметајќи на психата, на емоцијата, на сето она што ќе остави трага кај тие малолетни деца и кои што всушност во иднина многу ќе биде загрозено. Затоа ние, јас воопшто правото не сум правничка, но сум исклучително активистка, значи операторка на СОС линија, која што така од првото основање на и внесувањето на СОС линијата во Македонија и учесничка во внесувањето во законите. Значи, најнапред беше во социјална заштита внесено семејното насилство, па потоа така во семејство, па семејно насилство, сега пред 2 години се донесе тој закон, кој што е далеку подобар во она што беше порано, но далеку недоследен, ја би рекла, не полош или подобар, недоследен во она што всушност треба и да биде. Секогаш е жртвата жртва. Добро е што постојат... Пошто и децата стануваат жртва? Токму тоа е секогаш и што е најстрашно и покрај сите овие мерки кои што ги има и сега во законот, за кои што адвокатот многу убаво се искажа, личната перцепција на судијата, во случајов на судиката, е она пресудното. Значи, секогаш може да го направи тоа и без никаков доказ. Секако на ваша страна се аргументите. Јас сум убедена дека ќе излезе процесот така како што треба да биде. Децата ќе бидат доделени, иначе ништо не е ново, ниту невидено. Децата што по инструкции на едниот родител кажуваат тоа е повеќе. Но исто така што ние имаме во во Република Македонија, можеме да кажеме, имаме закон за семејно насилство, имаме во Министерството за труд и социјална политика статут, ова стратегии се прават по основ на ова оперативни планови, акцијски планови, но средства не. Тоа значи тоа значи дека не може да се спроведува, не може да биде сензибилизирана целата таа екипа која што всушност работи без оглед на тоа дали е Виница, Македонски Брод или тоа. Ние имаме икс случаи кои што нешто нели, велат секое среќно семејство личи едно на друго, а секое несреќно само за себе. Така да сите имаат една заедничка нитка, ама секој има своја специфика, има свој бол.
не е единствениот овој случај Кратко за само кој што вие точи две работи го сакате. На крајот откако извадија ревидирано мислење, односно по контролата модерна, многу убаво образложи тогаш можеа да образложат Центарот за социјални работи Виница дека во континуитет нивните ставови се градат под пресија, а претходно од извршените тестирања утврдиле од тимот дека пред да се разделат дека имале многу убав однос со својата мајка, ја сакале и почитувале. И втора работа она што го напомена господјата Савка дека во однос на личното убедување на судијата. Јас добив впечаток од целиот процес. Ајде да ги трнеме на страна индици за нели роднинско пријателски кои секако не можам да ги докажам, но јас добив впечаток дека судичкиот судија падна на приказната, на малограѓанската приказна за наводно неверство. Дури да е тоа така, токму и на тоа мислев кога реков никаков доказ за такво нешто не видовме, дури да е тоа така, не сме да си дозволи еден судија да суди врз основа на некои лични убедувања, така, има начин како да се реши. Нека седнат на кафе, нека озборуваат. Јас тука сакам всушност да се доискажам дека како што адвокатот вели дека судичкиот судија не може без аргументи да досудува, ние исто така велиме дека партнерите кои што имаат некакво недоразбирање за било кој аргумент во заедничкото живење, како што седнале и кога се встапиле во брачната заедница или се договориле дури да не е вакво формална заедница воопшто, таа е секогаш брачна заедница после една година на заедничко живење, треба да се седне, да се разговара и како што седнале кога се потпишале или не се потпишале, едноставно може да седнат и повторно, да се разидат без никакви физички, психички, материјални. Тоа е екстремно ретко. Иако сум релативно млад, да не предадам 100 разводи имам работено, дали во еден или два пати, три пати, кога имаат деца, завршило така пријателски да се договорите, и затоа би апелирал, не само како адвокат и како родител, би апелирал на оние родители кои ќе се разведуваат, значи да не ги користат, а тоа е многу често и што го спомна Савка, дека ги користат децата за лична пресметка, а овој предмет е еклатантен пример за тоа. Додека сме кај овој случај, вие побаравте од Хелсинскиот комитет да го мониторира случајот и да го слушнеме Игор Јадровски што има да каже околу овој случај и околу другите случаи што ги води Хелсинскиот комитет. Во однос на конкретниот случај, странката се обрати во Хелсинскиот комитет за човекови права преку нејзиниот адвокат во октомври 2016 година, ни информираше дека жртва на семено насилство сторено од нејзиниот сопруг, дека преку нејзиниот адвокат има покренато кривична постапка за кривично дело телесна повреда при вршење на семено насилство, која што е доставена до јавното обвинителство и дека има паралелно со таа постапка покрената постапка за развод пред Основниот суд во Виница. Странката ни информираше дека од денот на доставувањето на тужбата за развод на бракот се поминати повеќе од 3 месеци, таа се уште нема добиено мислење во однос на нејзините деца од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Виница, па побара од нас да го истражиме случајот и нели да стапиме во контакт со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Виница и да видиме каде случајот кочи и зошто веќе 3 месеци нема никаков одговор. Дополнително не информираше дека службеничката од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа која што го работи нејзиниот случај работи непрофесионално, несовесно, односно дека била неколку пати повикана од нејзина страна на разговор во Меѓуопштинскиот центар, меѓутоа место да разговарат за нејзиниот случај, службеничката едноставно и рекла дека нема да добие мислење, се дека не повлече кривичната постапка, не запре кривичната постапка, не повлече кривичната пријава против нејзиниот сопруг. По вака добиените информации, Хелсинскиот комитет за човекови права упати едно барање за доставување на информации до Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од Виница. Конкретно од директорот баравме одговор на прашањата зошто веќе 3 месеци нема никакво мислење во однос на предметот на странката и дали ја запознаен со наводите за непрофесионалното и несовесното работење од страна службеничката која што го води предметот. Добивме одговор во кој што директорот наведува дека Меѓуопштинскиот центар сосема професионално, согласно закон и совесно ги извршува своите законски обврски задачи, дека законскиот рок за доставување на мислење не е поминат, иако немаше некакво конкретно образложување зошто и покрај тоа 3 месеци се чека за да се достави мислење.
ги отфрли на водите дека службеничката работела несојусно и непрофесионално и дури лично гарантираше дека бил сведок за професионалноста и законското постапување на службеничката во конкретниот случај. Што се однесува генерално до случаите на семено насилство, можам да кажам дека од 2014 година до сега во Хелсиншкиот комитет за човекови права се регистрирани 30 барања за бесплатна правна помош од страна на жртви на семено насилство. Нели секој од случај во случај се разликува што бараат странките од нас во конкретните предмети. Некогаш се бараат само правни совети, некогаш се бара изготвување на времени мерки за заштита од семено насилство, некогаш ги придружуваме странките, пишуваме кривични пријави, ги мониторираме судските рочишта и слично. Да, еве слушнавме, Хелсиншки комитет од 2014 има 30 пријави. Што покажува вашата статистика? Не бе во последната година или во последните неколку години? Нашата SOS линија, мобилна, Така. единствена на територијата на Република Македонија, е од сите 3 оператори кои што беа до сега се 2, бесплатно за жртвите се јавуваат 24/7. Дискрецијата е загарантирана, бројот е 141700, значи можат да се јавуваат и ние ги препраќаме и до Хелсиншки и до другите правни норми каде што можат да добијат бесплатна оние кои што им следува според законот, а на оние кои што можат да платат или сами ќе најдат или исто така ние ќе ги посоветуваме. Расте ли бројот? Знаете што, бројот расте заради тоа што Расте стигмата почнува да паѓа, а за овој проблем свеста расте и едноставно се оснажуваат, се охрабруваат жртвите да го пријават насилството. Иначе насилството од секогаш постоело и ќе постои, но многу е важно, а тоа што го немаме ние кај нас во државата, бидејќи сме нели ние служба која што се занимаваме, токму ние сме влезната врата. Каде што треба да се обратат и каде што понатаму ги упатуваме, токму на институциите на државата, до правни форми, до бесплатна, до приватни адвокати и слично, до психолози, до психијатри, така, зависно од секој случај. Имате ли некоја бројка? Значи, најмалку дневно во 24 сата во просек, значи по 5 случаја се јавуваат. Тоа сега сметајте го дека не се пријавуваат сите, дека секој од нив смета дека еве сега се случило па утре нема да се случи, но потоа имаме повеќе кратни јавувања, нешто што почнува да се видоизменува на возраста на пријавување. Насилството меѓу старите лица се јавуваат, особено од децата или од децата на нивните деца. Заради имот, заради средства, заради тоа што возрастните имаат пензии, овие немаат вработување, немаат работа, економска е, значи тука нитката на потреба, така овдека е друго. Иначе случајот за кој што адвокатот Јанаки говореше е навистина еден специфичен, кој што е најчесто присутен. Без никакви докази се става дамката на жртвата, значи таа е и оцрнета се виктимизира, дополнително се представува како да е таа злочинец. Се прави злодело со децата, релацијата со роднините, таа едноставно во заедницата останува оцрнета, непотребно, а втората работа го трпи насилството и често овој случај каде што вели службеничката да се откаже од пријавата за кривична постапка за откажување, тоа е најчесто што според нашата статистика многу мал процент, ниту 5% не е од жртви на семено насилство разведени брачните заедници по основ на семено насилство. Токму кога се враќаат тие кај нас и кога ги прашуваме зошто е тоа така, вели дека сме поучени од институциите, дека и дури од адвокатите, дека ќе побрзо ќе оди процесот и без судски многу процеси, бидејќи тоа материјално нив и ги оптоварува. Тоа е оноа за кое што ние сме поучени и затоа како
влезна врата на овој вид насилство, каде што се пријавуваат и ние исто така имаме служба која што ги придружува према институциите на државата, бидејќи таму исто лежи многу голем еден процес каде што треба да биде заштитена жртвата и сега се повеќе одиме ние кон она да на локално ниво бидат веќе што повеќе сензибилизирани локалната самоуправа и да направат заедно со центрите за социјална работа, со полициската станица, со сите други структури едно локално координативно тело за да и се помогне на жртвата и се да оди во интерес на неја. Само две работи кои сметам дека се многу важни кратко. Заборавив да го напоменам тоа што и го напомена господинот од Хелсиншки комитет. Документирано ми е мене тоа, пријателската сугестија на вработената во Центар за социјални работи Виница, која настапи со барање, па не барање да повлече, него во смисла, низините сугестии да во смисла на мислиш ли на децата, па дали таткото на пријателски совет. Го пријавив тоа до директорот тамошен, кој му беше попаметно да го негира таквиот настан, кој ми потврди дека бил сведок, ама не било тоа нели уцена, него така пријателски ги советувала нели откажи се од кривичниот прогон. И втора работа, проблемот кај сега збориме за кривично правна постапка за семејно насилство лежи во тоа што законот налага дека гонењето е по предлог на жртвата. И во многу голем дел од случаевите, во текот на постапката од X причини, се откажуваат жртвите, го повлекуваат предлогот за гонење и тука ниту обвинителот, ниту судијата не е моќен да стори. И тука јас можам само да додадам дека ќе се смириме децата, од X причини се тоа се едноставно страв, економска зависноста кај жртвата. Економска зависност е семено насилство. Да, дури и не мора. Дури и не мора да е економската, али страмот и стравот кој што се наметнува како виктимизација на жртвата, да, во конкретниот случај, тоа многу ја едноставно го вметнува како нужно што мора да се случи. Имав јас еден случај во пракса, жена која што ја снимав, која што се одвоила од сопругот, но ја следеше во секое наредно место каде што каде што живееше, значи ја тепал, ја газал со кола, со кабли ја тепал и така натаму. И према поранешен брачен другар е семено насилство. Исто се. И према дете да имаат заедничко. Дури законот вели и блиски односи да имаат. Затоа прашувам, има ли оваа држава механизми да држи чекор напред со овие работи со справување со семејно насилство? Ние говориме за жената, за семејно насилство. Има разни типови на насилство. Токму. Во овој случај нема да ги кажуваме какви се видови може насилство и што е тоа насилството, но со постоењето на законот за семејно насилство има одредена заштита, но сосема недоволна во однос на заштитата на жртвата на семејно насилство. Разликата меѓу сите институции во државата, значи, и нас е тоа што и центрите за социјална работа, и полицијата, и судот ги сослушува и едниот и друга, и едната странка и другата странка. Ние исклучително само жртвата. За нас не постои насилникот. Ние не сакаме да го слушаме. Не постои причина да биде некој насилен спрема друг, без оглед на тоа. Никако. Ни оправдана, ни неоправдана. Насилник е насилник. И затоа за нас е неприфатливо било кој вид друго решение, освен насилникот да биде казнет, според оноа, а децата никако не смеат да бидат доделени кај насилникот. Бидејќи насилникот секогаш е насилен и према децата. Само што се тие деца и тие, бидејќи се работи за родител и затоа што се тие се уште зависни, не го пријавуваат. И не знаат како да го пријават. Абсурдот во овој случај. Она што и во законот е проблем за превенција и заштита на семејно насилство и што по природата на нешто тие мерки се бенигни. Во смисла се забранува да телефонира, се забранува да малтретира, да се доближува, се ако ги прекрши тие мерки ќе добие високи парични казни. Значи тука заштитата и не. Меѓутоа конкретно во конкретниот случај
го злоупотреби до максимум слободното судиско уверување конкретниот судечки судија на овој предмет. Кај луѓево се создава фама или оние извршни власти кои сакаат да стават рака на судството, а сакаат сите, создаваат фама дека слободно судиско убедување. Слободно судиско убедување не значи апсолутно право дека судијата може како сака да суди. Кои процесни правила ќе ги употреби и односно е регулирано со процесниот закон, па дури и за примена на материјалното право е нормиран. Слободно судиско убедување само значи да кој од понудените наводи судијата по слободно убедување ќе ги земе за докажани и толку. А што е со полицијата сега? Обучени ли се сега малку Јас тоа поажурни да бидат во однос на знаете што, изминатите значи години? вие рековте Да дали реагира имаме ние во систем. државата систем. Има. Се уште несовршен, но има. Но, ни толку колку што го има, целосно не се применува од сите институции и од сите луѓе вработени во институциите. Која е причината сега? Причината е од повеќе кратна. Обучени се полицијата, обучени се центрите за социјална работа, обучени се дели од судиите, но со менувањето, а не на луѓето на одредени позиции повисоки или пониски, или проширувањето на некаква хоризонтала, тие кои што ќе дојдат на местото на обучените, не ја добиле обуката од својот колега или надреден, што бил на таа позиција, И тука тие прекинува. тука прекинува. Значи, постојат недоволно, што сега со донесувањето и ратификувањето на така наречената Истанбулска конвенција, што ќе очекуваме дека ќе има повеќе примена, но многу е важно од луѓето кои што ќе сакаат да применуваат и кои што во колку правилно не ја применат, ќе бидат санкционирани. Тоа е многу важното. Кај нас и сега нема санкција во случајов, кај адвокатот случајот, сега да се докаже дека не е соодветно постапено, ме интересира дали некој ќе одговара за тоа. Нема, ни законот не регулира. Законот налага дека во рок од 24 часа треба и Центарот за социјални работи и полицијата да постапи, иако мора да истакнам дека тука постапија припадниците на МВР, немам нали забелешка, меѓутоа Центарот за социјална работа не само што не постапи, туку кога дојде представник на Центарот за социјална работа, тврдеше дека претходно ни еднаш не пријавувала, како да ме кеве са прв пат се случува, они не реагира, а се должни во рок од 24 сата, меѓутоа па законот не налага што во случај ако не постапи во насока на тоа што некако не се даваат себе си социјалните работници, тој е еден таков тромав систем. Па ја не знам дали се работи за до... тромав, јас мислам лично дека е се до индивидуите, кои што всушност до знаеш, системот е друго. Не сака да се дадат во себе. Системот е друго. Да се вложат значи да, тие всушност системот е тоа, он пропишано. Но едноставно и јас лично не како оправдување да им го наоѓам, туку едноставно сите тие се занимаваат и со семејството. Значи нив им е важно семејството во случајов. Нив им е важно и насилникот. Ама па од друга страна, во системот нема работа со насилникот. Освен некаде спорадично, некоја невладина организација или некоја од здравствена гледна точка да работи, ама тоа е само спорадично и многу сукцесивно, не и постојано. Тоа е оноа кој што го прави процесот закочен. Кои се сега капацитетите? Велите, вие сте влез. Ние сме влез. Ние жртвата понатаму ја упатуваме, значи ова сега пред малку адвокатот што го кажа, кога центарот вели, ама она не пријавувала. Значи веднаш нашето, ако е случајно, итно, да во моментот е гори ситуацијава, значи ние можеме во моментот да повикаме полиција ако таа не може самата и веднаш да ја згрижиме во центар, значи кризен, од 24 до 48 часа. И тука веќе центарот за социјална работа ја превзима и понатаму проценува што треба да направи. Мерки да поднесе мерки, се тоа што отстрнување на дом. Се, значи друго. Понатаму, ако евентуално не е толку горлив проблемот, тогаш ја поучуваме, значи ја упатуваме жртвата на
медицинска белешка кај лекар, затоа што дури и не мора да има траги од насилство. И Може да има психолошкото, и вербалното, тоа е насилство. Да. Значи, Извинете, би сакал само да малку да појасниме, можеби да постои разлика меѓу што семејно насилство во кривично правна смисла и во поширок смисла. Мислам прво во кривичниот законник не постои тоа вака е народски е семејно насилство, не постои како кривично во семејно насилство, туку е телесна повреда привршена со семејно насилство во казниво по член 130 став 2. Додека значи нужно е за да бидете осуден за телесна повреда семејно насилство, нужен елемент да имате телесни повреди при вршење семејно насилство, но во смисла на законот за превенција, заштита и спречување на семејно насилство е многу поширока, значи психичко малтретирање, создавање економска зависност и така натаму. Така, го кажав. Така. Застанавме сега, во и делот така, каде потоа оди понатаму кои се во можностите да Центарот бидат за згрижени. социјална работа, можностите е само по нејзино барање. Ако нема каде да се смести, значи се сместува по упат на нас и понатаму Центарот за социјална работа дури и до 1 година. Постојат во нашата држава 4 центри на ниво на држава, еден кризен центар исто во Скопје за до 48 часа и во Скопје исто постои едно прифатилиште со 3 лежа. Тоа е всушност Тоа е се. скоро не се е тоа. Значи недоволно е оноа што е нужно потребно и според нашите согледувања и нашето искуство дека грешката е дека жртвата со децата треба да се дислоцира. Не, насилникот треба да се дислоцира. Затоа што децата имаат свое место на живење во домот, имаат свој кревет, лежиште, имаат училиште ако имаат градинка каде што одат, имаат свои другарчиња. Значи едноставно во малото тие треба да останат, а по завршувањето на процесот тогаш ќе се одлучи судот каде ќе отиде. Дали едните, дали децата со мајката, дали со таткото, дали како ќе се договорат. Но во случајот кај нас тоа Ова е се уште клучно. не. Ово е за нас клучното и едноставно има многу некои новини кои што всушност ги немаме кај нас сега во конвенцијата кој што ги има. Пред малку Што вие го предвидува споменавте. таа Демнењето, сексуалното злоставување или насилството, така. Значи едноставно постојат многу новини кои што со конвенцијата јас Ќе се решат. сметам дека ќе се решат и уште една работа дека институциите на државата ќе одредат буџетско Тоа сакав да ве прашам. Да. Дали државата следење не Ќе за сега. притиснете државата не, да партиципира? Прв пат сега, еве пред неполн 1 месец, кога владата за после 7 години постоењето на иницијативата и подпишаната конвенција во Истанбул, значи само единствени сме ние како држава кои што не сме ја ратификувале во целиот овој регион Ама и и треба да ја пошироко. почитуваме. После е тоа, значи нели прво да се ратификува и да се створат услови, али да се ратификува Поучени од најнапред. тоа дека многу закони кај нас се само на хартија. Знаете зошто? Тоа е Затоа улогата се на тука граѓаните. вие. Ете, Ама браво. сега стои. Тоа е. Всушност, постоењето на граѓанскиот сектор е да ги иницира и да ги мониторира. И да ги, едноставно, тоа сме ние коректор. Ние и продолжена рака. Така. Значи, но секоја умна Правите многу држава работи што не ги и прави умна државата, влада, така. па не може се. Значи, во ред не е може тоа, и се во ред е и во така, ред треба е да си и постави затоа. ред. Еве да речеме во Загреб, сите вакви центри, 30% се финансирани од жупанијата, 30% од градот Загреб и 30% на ниво на држава од владата. Одлично, Само 10% е она што невладината организира. Тогаш е многу тоа е како лесно. инпут повеќе, нели? Инпут Да, е тоа. инпут, да. А кај нас прв пат еве сега, значи нема 1 месец од кога за сите години на постоење владата, односно Министерството за труд и социјална политика потпиша договор за да, значи не зборуваме за буџетот, кој што е можеби условно и недоволен и многу мал, но сепак тоа е еден доказ дека почнува да се развива и дека постои свеста за потребата на заедничка соработка и тоа дава надеж дека можеме заеднички да бидеме заедничка алка во синџирот. Секако. Јас се надевам дека овој случај ќе биде позитивно решен
ова вашето очекување од апелација ќе ни се јавите со добри вести. Не е тоа крајот на постапката, инаку само би ви напоменал дека овие постапки за кога се во прашање доверување на деца може да се оди со вонредна мерки до Врховен суд, така да би сакал. Не е крајната инстанца. Така да би сакал да му порачам на господинот М дека не ме запознал доволно добро во текот на постапката. Дека сигурно нема да се откажам. Дури апелацијата да не одбие, а еве не би очекувал и сите правила. Кој е крајната? Дека можам да одам до Врховен суд, да барам да се произнесе. Како вонредна мерка. Добро, да се надеваме дека овој случај судството ќе го реши така како што треба во рамките на законските можности, иако е овој случај само дел од мозаикот на многуте случаи на семејно насилство во државата. Ви благодарам на разговор. Благодарам на вас.